сакам накратко да ја опишам психологијата, менталниот став, значи теоријата позади ребрдинг. Теоријата на методата ребрдинг, значи терапијата со дишење, уствари е дека во нас практично имаме сите ресурси од кои што после ние можеме да оствариме се што ни треба. Значи, поентата, теоријата е дека во нас ги имаме сите ресурси како човечко битие, ментални, емоционални и физички. Како подлога за после што и да одлучиме, да манифестираме, да створиме, да осмислиме, да искреираме во нашата реалност. Од тука, ако комплетно го прегрниме тој процес, 100% гарантирано ќе дојдеме до саканиот исход. Во пракса, затоа имаме една ментална рамка во која што терапијата со дишење ја всадуваме и врз тој темел сесиите дишење го имаат тој прав исцелителен ефект, кој што нас уствари ни треба, ние го бараме. Првиот чекор, значи, е активирање на енергетскиот циклус, значи една активација, едно билдање на енергија, која што се манифестира во вид на физичка, емоционална и психичка лична драма. Ја викаме неизе, значи драма. И низ процесот на сесиите, полека ја разградуваме истата. Значи, што представува тој енергетски циклус? Уствари е добро да се свати, битно е да се свати. Тоа е мојата индивидуална перцепција за јас и останатиот свет. За јас и останатото. Јас и целата вселена. Дишењето, здивот, го растопува тој јазол измеѓу јас и се останато. И практикантот затоа многу често, уште при првата сесија, има искуства на единство, на растопување со се останато, на физичко искуство, чувство дека јас сум дел од една голема хармонија за се, има план. Значи, ништо не е туку така случајно. Се што се случува, се си има причина. И автоматски овој ментален став, кога човек ќе го доживеи, автоматски отпаѓа се она што предизвикува тензија, отпор, стрес, грижа, нервоза, сомнеш, недоверба во себе си, во живото, во свето. Апсолутно се што се случува во моментов, се е дел од таја игра. Играва на животов. Значи, сите го имаме тоа слушнато, сите го имаме прочитано, меѓутоа, кога човек ќе го доживеи свесно во себе, значи на своја кожа, тогаш се случува скок во комплетно друга перцепција, во комплетно друг видик за постоењето. Автоматски, пошто тој што го доживува, тој го доживува дека и тој видик е реален, тој е еден повисок поглед на се што постои, автоматски овој поглед ги исфрла сите оние ниски грижи, нервози, неверувања. И од таја перцепција го креираме нашиот живот. Од таа перцепција јасно согледуваме што мене ми треба, што мене вистински
ми треба и преку мене што му треба на светот. Оти факт е, сега веќе и сите предприемачи, бизниси, сите сваќаат дека секој ден што направил пари, направил оти решил некој проблем, потполнил некоја празнина во општеството. И автоматски најголемите милионери полека, значи имаме толку докази на YouTube, на интернет, дека секој ден што му се случило некој скок, секој ден поголем предприемач, секој ден човек што направил, смислил, створил нешто, тој потполнил празнина што веќе била тука, решил, нашол некое решение за некоја голема потреба во општеството или за голем дел од мнозинството. Дишењето, терапијата со дишење, буквално. Значи, што прави? Го зема човекот како единка, енергетски прави на внатрешно суптилно ниво. Го растопува со се што постои. И полека, значи го конектира со таја енергија, за таја енергија после тој да добија водство, кое што е чиста физика во дишењето. Значи не е религија. Значи не е нормално, сите сваќаме дека нашето ментално здравје, што е коренот на нашето физичко и емоционално здравје, е последица од нашата ментална, од нашето верување. Што ја верувам за себе, за свето, за живото, за Бог, за другите. Тоа јас што верувам, то и го доживувам. Значи, нашите верувања ја креираат нашата реалност. Сега, сите го читаме тоа, го гледаме. Меѓутоа, од зборот до внатрешното искуство има еден јазол. И терапијата со дишење буквално го решава тој јазол. Го потполнува тој јазол. Во сесија дишење, значи, што се случува? Знај да се разбуди таа интензивна енергија на личната драма. Некој си ја има себе си, мајка му или татко му и фамилијата. Некој си го има себе си, општеството. Значи, сите си имаме на некоја своја форма. Здивот е, значи, rebirthing методот е скок во таа похармонична перцепција која што ито така е вистина, може би, дефинитивно не може би, многу повеќе од ова претходнава. Дека има ресурси за сите. Значи има ресурси и за мене. Значи имам ресурси за се што ми треба. Значи ако ми треба пари, во мене имам ресурси потенцијално со кои што можам да дојдам до тие пари што ми требаат. Ако ми треба здравје, ако ми треба љубов, ако ми треба среќа, буквално во мене ги имам тие ресурси кои што се темелот за да дојдам до другите вредности кои што мене како човек ми се потребни. Само се сиите дишење. Значи практично, затоа имам ние терапија со дишење. Е директен влез во таја вистина. Значи се што треба да направиме е да легнеме и да го испрактикуваме свесното дишење. Свесно конектирано дишење во рокот 1 сат често ни го дава она што најмногу нас во моментот ни треба. Ама во суштина се поклопува на, значи буквално секој човек на крајот спаѓа во ова приказна. Скок од индивидуалното изгубено јас, што не ја знај поентата, зошто сум роден, што треба да правам, како треба да живеам, до состојба каде што јас интуитивно сум воден и точно знам што треба да правам, што сакам, што не сакам, што мене ме прави среќен, што мене ме прави комплетен. Значи, не втурнува во директно искуство, свесно и разумно. Значи, секоја една акција свесно направена
резултира со многу посвесен резултат. Значи, директно чувствување на шо вистински јас сакам.